Што има ново? Во Што има ново разговараме со Мила Стаменова Брнс, истражувачка во ИМА. Мила, заедно со Жарко Трајановски изработивте обемна истражувачка сторија за антиродовата пропаганда и дезинформациите во земјава. Ги истражувавте извориштата, странските влијанија и начините на функционирање на оваа пропаганда која ги нарушува човековите права, ги отцрнува активистите за родова еднаквост и влија и на државните политики. Она што јас можам да го заклучам читајќи го ова истражување, ова сторија, дека ова не е спонтано некакво случување, ниту е резултат на некаква општествена дебата, туку е резултат на структурирано странско информативно манипулирање и мешање, кое што се спроведува делумно и автентично и преку домашни структури, граѓански иницијативи, организации, верски структури и така натаму. Кои се главните аргументи за овој заклучок? Па вака, влеговме во длабокото со истражувањето и во два дела ја поделивме сторијата, бидејќи негде можеме да го трасираме почетокот на ова движење како еден вид организирано движење во јавноста во Македонија кај 2020 година, но гледаме и одредени промени во поново време, последниве 2 години со западното влијание, односно кое доаѓа од Америка, односно од администрацијата, после доаѓањето на администрацијата на Трамп. Антиродовото движење и нивното организирање во јавноста во Македонија не е случајно, како што рече, и не се случува спонтано, затоа што може точно да се поистовети со одредени случувања во регионот. Затоа во истражувањето покажуваме дека на почетокот овие движења се поддржани на еден начин, односно извираат и позајмуваат наративи од Русија. Особено се зајакнува нивното делување по инвазијата на Украина. Со влијанието на Руската православна црква во Македонската православна црква, исто така се гледа поврзаноста и на организациите, и на луѓето, и на наративите во ова, да речеме, нивна борба против родовата идеологија. Посочувате неколку партии, неколку граѓански иницијативи и коалиции, а и верски институции. Ја кажавте таа врска помеѓу Руската православна црква и Македонската православна црква, кои ги повторуваат и ги шират наративите кои се препознатливи за антиродовата пропаганда на Кремљ и Москва. Како се одвиваат овие операции за влијание и кој е нивниот ефект? Очигледно највидливо е тоа на социјалните мрежи, каде што е голема присутноста на овие граѓански иницијативи или невладини, да речеме, организации. Точно, ние највеќе го гледаме и го среќаваме на социјалните мрежи, но нашето истражување исто покажува дека овие организации, веќе организации, нели, фигурираат како невладини организации, граѓански иницијативи, работат многу и на терен. Тоа го видовме кога зборувавме со говорници, имавме интервјуа со луѓе од Струмица, каде што добивме подобра слика за како они локално оперираат и преку настани, и преку иницијативи на терен, значи не е само на социјални мрежи, туку и преку црквата, и преку организации кои се за заштита на жени од насилство и така натаму. Значи има една добро поврзана мрежа на луѓе кои работат, како да кажам, и на терен. Особено во локалните помали средини. Имаше неколку јавни настани во Струмица кои што беа отворено против, како што тие нарекуваат, родовата идеологија. Тоа што се случуваше на терен беше и протестот што го организираше МПЦ, каде што видовме дека одредени членови на една политичка партија Родина Македонија беа на чело на тој протест. И ова очигледно станува се повидливо, особено по воената агресија на Русија врз Украина. Разговаравте, спомна, со повеќе истражувачи, луѓе кои што се присутни на самиот терен. Како тие гледаат на ова странско влијание во земјава? Нашето истражување покажува дека нивното делување се засилува и станува се поорганизирано и по-мокно и поефективно. Од почетокот, пред да се случи оној голем протест предводен од МПЦ, нивните активности, како што рече, беа повеќето на интернет и беа повеќето локални и помали. По протестот почна активностите да се засилуваат, оној караван на проектирање на филмови, што се случи низ многу градови во Македонија,
и ред други активности. Ние гледаме дека се појавуваат веќе и нови организации, иако коалицијата за заштита на децата во неа веќе членуваат премногу помали организации. Движењето добива сила со секоја нова промена општествена. Првин пропагандата засилена од Русија, која исто така видовме еден пораст на превземање на таа пропаганда за време на Олимписките игри. Потоа ни се случува промена на власт овде и доаѓање на една десничарска структура со која овие организации многу подобро соработуваат сега и имаат можност да влезат во институции, односно да направат институционален притисок за институционални промени во државата. И последниот бран на општествена промена, односно странско влијание, е доаѓањето на Трамп и неговата анти-woke агенда, која повторно, исто како и руската пропаганда, сериозно влијае на антиродовото движење во Македонија тука. Спомнавте по доаѓањето на Трамп дека има и нови моменти во соработката на овие движења со крајно десничарски или крајно конзервативни структури од Соединетите држави, и има и од Европа. Колку е оваа антиродова пропаганда комплементарна со онаа на Кремљ? Мене ми делува како да е речиси идентична. Апсолутно идентична. Значи истите наративи дека трансџендеризмот, демонизацијата на трансџендер луѓето, дека трансџендеризмот ќе го уништи светот, дека не постојат родител 1 и родител 2, дека постојат само мајка и татко. Базата на дезинформации, односно дезинформацијски наративи и од едната и од другата страна се потполно исти, нема никаква разлика. Има ли индиции за соработка помеѓу овие структури од западот и од истокот? Да, обработувам еден пример каде што имаме случај на наша локална организација Јас сум жена, I am woman, која соработува, односно нејзината председателка е жена која соработува со антиджендер организации и живее во Америка и во последно време се враќа во Македонија да ја продолжи таа мисија, што значи Moms of America се спојуваат со Moms for Macedonia и прават една глобална мрежа која всушност освен во Вашингтон беше главната промоција на оваа глобална мрежа се случи во Охрид, односно тука во Македонија. Кога се работи за ваков вид на структури, најтешко е да се дојде до извориштата на финансиите. Постојат ли индиции кој ги финансира овие структури, кои што се бават со оваа антиродова пропаганда и дезинформација? Се уште не. За нас беше тешко, скоро и невозможно да најдеме начин како да откриеме од кој ги како ги финансира нивните активности. Ова се веќе сериозни организации со сериозни настани, мислам да се организира конференција, тоа не може да се случи со донации од членови на организацијата. Да, скоро невозможно, иако европските извештаи веќе посочуваат сериозни пари кои се влеваат во антиродови организации овде во Европа, конкретно за Македонија. Се уште ниту најдовме, ние, ниту други извештаи и истражувања посочуваат точно конкретно кој ги финансира. Се обидовте да добиете одговор од представниците на овие организации. Во одговорот добивте напади и омаловажувања кон има и кон членови на организацијата, а малку директни одговори на вашите прашања. Нормално и не беше прв пат да бидат овие организации прашани, нели, кој ги финансира нив и од каде добиваат средства за нивните активности. Не добиваме одговори затоа што одговорот е тој, нели, они цело време пробуваат да кажат, да пласираат во јавноста дека нивните активности и ангажираноста се чисто хуманитарни, но тоа едноставно не е реално и не е возможно. И како граѓански организации, како и ние што оперираме и сите граѓански организации во земјава, ниедно од нив нема финансиски извештај за нивната работа. Иако тоа име е законска обврска. Екзекли. Иако пријавуваат активности, дури да е тоа само од донации, сепак треба да има некаков финансиски извештај за тоа, а нема. И сега другото прашање е зошто бевме толку строги со оние организации и денеска што постојат околу нивното финансиско работење, а институциите наши не само што соработуваат со овие организации, туку не ги ни прашуваат, како да кажам, не им наложуваат истите правила и закони дека и овие организации за да бидат легитимни организации треба некои одредени правила како објавување на финансиски извештај да го прават. Што се однесува до соработка со други политички партии, па вклучувајќи и владеачката ВМРО ДПМН, но и претходно соработката со десна,
и Љупчо Палевски. Би сакал да те прашам во врска со ова. Тој беше еден од, како да речеме, најистакнатите предводници на оваа пропаганда. Се појавуваше често на подкасти кај овие организации, партии, родински разговори и така натаму. Но од кога се случи обвинувањето за убиството, се добива впечаток како да се дистанцираат, како да не постоела таа соработка со Палевски. Да, дури одредени видеа од нивните подкасти беа избришани. И секое јавно прашање кон овие организации, представниците на овие организации за случајот со Палевски, едноставно го игнорираат, како да не знаат што се случило и дека Палевски е човекот кој е обвинет за ова убиство и комплетно го игнорираат случајот кој е еден од потрагичните настани во нашава понова историја што се случил и воедно засега токму дете, нели, таргет групата на нивната организација, бидејќи се за заштита на децата. Така да ова беше случај на кој они не само што требаше да одговорат, бидејќи се организација за заштита на деца, барем да се дистанцираат јавно. Да, барем да се дистанцираат јавно од нивниот претходно до пред тој ден близок соговорник и соработник. Очигледно во јавноста беше тоа. Што се однесува до ВМРО ДПМНЕ, се забележува кај овие структури, барем на нивните социјални мрежи, во последно време неколку личности, блиски или членови на таа партија, почнувајќи од претседателката Силјановска, Антонио Милошовски, Весна Јаневска, министерката за образование, дека се таргет на нивни напади. Дали ВМРО ДПМНЕ не го испорачала тоа што им го ветила предходно, или се работи чисто, нели, за некакво подсетување дека треба да се продолжи во насока на бришење на родовата еднаквост од законите, стратегиите и така натаму. Организациите, антиджендер организациите, како еве на пример Родителски фронт, отворено го подржуваа ВМРО ДПМНЕ и еве во последната, нели, кампања за локални избори и ги поздравуваат сите нивни чекори кои се во согласност со нивната антиджендер идеологија. Секое отстапување од таа максималистичка агенда на овие антиджендер организации, тие без пардон атакуваат кон ВМРО ДПМНЕ и нивни представници во владеачките структури. Од примерот како ја нападна председателката Гордана Силјановска за подржување на Прајд парадата, до нели нападот сега на министерката за образование за стратегијата во која се уште родот стои како поим, бидејќи претходно успеа со ваков притисок да допринесат до тоа да го избришеме родот од законот за основно образование, што значи тоа е нивната стратегија, како да кажам, многу агресивна и едноставно како да не бираат кого и каде и како ќе нападнат, се со цел да се спроведе нивната агенда. Што прави државата по ова прашање? Се добива впечаток дека ги препушта граѓаните на антиродови дезинформации и пропаганда, на стигматизација, насилство па и дискриминација, особено кон овие активисти за човекови права кои што се борат за родова еднаквост и кои што се постојано цел на напади од овие структури. Институциите сериозно потфрлаат. По мене и тоа е проблем сериозен не само со, како кажам, занемарување на сите негативни ефекти на антиродовото движење и нивните активности, туку и по многу други основи. Едноставно дискриминацијата ја оставаме да, како што рече ти, да си се случува најприродно како што се случува без никакви санкции. До толку што мислам смешен е случајот со отецот Јаков, кој е гласноговорник на антиджендер движењето и имаше еден сериозно загрижувачки настап, нели, на телевизија, на јавна телевизија, каде што ги демонизираше трансджендер луѓето и изнареди еден куп дезинформации и навреди. Иако се обиде Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Нели, да отвори случај по овој инцидент. Па има они одлука дека е сторена дискриминација преку јавен медиум. Повторно ништо не се случи. Нашите институции не можат, иако овој човек е свештено лице и се појавува во јавноста на секаде. Проблемот зошто не можат да го гонат ова прекршочно е
ми се чини дело, затоа што не може да му го откријат вистинското име. Што е стварно апсурдно ако институциите не може да дознаат како се вика човекот кој во јавност излегува е свештено лице. Тоа кажува колку е заинтересираноста на нашите институции голема во вакви случаи. Бидејќи јас едноставно не верувам дека тоа е невозможно да се направи. Мила, ти благодарам за овој разговор. Фала. Тоа има ново, што